Ми се чини дека понекогаш забораваме дека освен Скопје постојат и други градови, други локални заедници, локални самоуправи, други градоначалници, прекупирани со тоа што се во метрополата се прави или не се прави. Јас се определив во еден серијал да поразговарам со десетина градоначалници низ Скопје од различен етнички состав, со различни буџетски капацитети, со различни преокупации урбанистичко-економски, да ги доловиме и интересите на граѓаните што не следат и што не се само во Скопје. Вечерва мои гости се двајца доктори. Наташа Петровска, градоначалник на Битола, и доктор Арбен Таравари, кој беше и министар за здравство и сега е градоначалник на Гостивар. Во секој момент го очекувам градоначалникот од најдалечниот град од Скопје, тоа е Куманово, Максим Димитриевски, кој што туку се јави дека е на некоја од последните наплатни рампи, што значи дека можете да го очекувате и ќе ни се приклучи. За секој од овие три града, значи Куманово, Гостивар, Битола, можам по мојата мемуаристика и политичка хроника да ве подсетам, например, дека секогаш биле во некакви различни петолетки или во декади средиште на прилично деликатни економски, политички и безбедносни прашања. Може би не сеќавате за така речените гостиварски настани, пошто беа уапсени Османи и Демири. Веројатно, малкумина уште се сеќаваат на големата афера на ТАТ, што го потресе не само Битола, туку и цела Македонија. И да не ви зборувам за оно што ни се случуваше сега наскоро, во последниве 2-3 години во дивле населје во Куманово. Барем тоа е некаква симптоматологија. Но денеска немам намера да разговарам за тие и такви невралгични точки, зашто за сега нема никакви индиции дека спласна таа тензичност и дека мислам дека градоначалниците се повеќе се занимаваат со така наречениот земски живот или со животот што ги обкружува граѓаните. Најпрво сакам моите вечерашни гости, првите двајца, Таравари и Петровска, да ги запрашам со колкав буџет оваа година стартуваат и дали е тоа доволен за нивните апетити и амбиции. Таравари, мислам дека веќе се научи дека буџетот во општината ги носи или современи мерки како 2018 или во последните секунди пред рокот за донесување буџетот. Конечно донесен е буџетот. Да, оваа година успеавме некако на 31 јануари во последен момент да се договориме и да помине буџетот. Мада се направија одредени промени во буџетските ставки. Мислам се со цел малце да оти мнозинството, знаете, во Советот е кохабитираме Советот и градоначалникот, така да во секој случај најдовме решение со кое што мислам дека ќе функционираме и оваа година. По дефолт, логиката е заеб со централните пратеници, дали ги купил, не ги купил. Јас вас ме прашувам, купивте некој советници со некој плац, со некој бизнис и така натаму, што успеавте да направите кохабитација? Или граѓанскиот интерес ве води кон тоа? Не, значи 16 советници се позицијата во власта и 15 сме ние опозицијата во централната власт. Градоначалникот е од опозицијата во Советот. Успеавме да се договориме и го изгласавме со 31 глас. Вкупно сите советници изгласаа буџет. Меѓутоа ви велам, направија во одредени ставки во буџетот, на пример привремени вработувања, која што традиционално во Гостивар било последните 10 години околу 12 до 15 милиони денари, сега ми овозможија 6 милиони денари, половина од тоа што било претходните 10 години. За другите ставки горе-долу се договоривме со мнозинството во Советот и мислам дека тоа е добро за градот. Значи, кога се прашање пари, многу лесно се постигнува општо советнички или општо пратенички консенсус. Не, имаше дебата и тоа е добро што има дебата, имаше и дискусија и тоа е добро што има дискусија. Ја мислам дори богатство е за Гостивар што имаме мнозинство во Советот што е опозиционерски спрема градоначалникот и мислам дека функционира окей градот, меѓутоа минатата година знаете не го изгласаа буџетот, имавме огромни
проблеми до крајот на март, не можевме никакви набавки да направиме, ниту работа, не можевме да работиме од 4-тиот месец, меѓутоа после тоа мислам некако почнуваме да функционираме и јас сум задоволен. Сепак колку толку мислам дека ќе направиме повторни оваа година како и минатата одредени работи за градот, која што нормално не е успех само на градоначалникот, туку и на Советот. Колку е вкупниот буџет? Оваа година е 4% повеќе од минатата година, околу 17,5 милиони евра. А бевте минус? Не, ние сме од општините кои што реализира буџет околу 98%. Значи не ве фаќа оној цензус минус 10 на 100. Не фаќа 2017 беше 6%, 2016 беше неколу 55% и просекот последните 3 години е. Инаку 2018 реализиравме релативно добро. За 98% мислам дека сме меѓу поуспешните општини, да речам, во Македонија. Ако не се лаже. Петровска, Битола е богат град по буџетот градски? Па зависи од која страна сакате да ги гледате работите, од аспект. Автохтоните извори што ви припаѓаат, даноци, придонеси и други така. Основниот буџет во општина Битола статистички гледано, значи наназад се движел некаде од помеѓу 9 и 10 милиони евра, значи зборувам за основниот буџет. Минатата година бил 1 милиарда и 600, да кажам, милиони денари целокупниот буџет, а оваа година планиране некаде околу 1 милиарда и 800 милиони денари. Значи тоа се отприлика бројките на тоа како е планиран и предвиден буџетот во општина Битола за оваа година. Продолжувам, мислам дека Максим стигна конечно од најдалечното Куманово. Максим, повели. Имаш време да се поздравиш, ако сакаш, што е нормално и домаќински. Ти благодарам многу. Извини, шомарски. Повели. Ке фатиш приклучок зашто правиме за пари. Ако правиме за пари, и најтешко и најлесно. Ќе видиме како ќе изгледа тоа. Петровска, колку ја направив една спецификација, гасификацијата беше еден од приоритетите. Планинарскиот дом Копанки имате разлики, не можете да го преземете и така натаму, иако имам теза за тоа. Зашто не јавно и приватно партнерство. Офицерски дом го најавивте вака како капитален објект. Кога ми го најавивте офицерски дом, што јас сум помалку битолчен, малку повеќе, на моменти ми заличе некаква носталгија на Скопје. Овие па почна, викам, моје битолчени да прават некоја Битола 2, ама не беше така и добро е тоа што не е така. Ке остварите нешто од овие капитални инвестиции, како што ние обично сакаме на граѓаните да им ги прикажеме? Да, ќе остварам затоа што офицерскиот дом во оваа градежна сезона веќе ќе биде со активности. Успеавме да обезбедиме средства од ИПА фондовите, така да сме пред подпишување на договор и можам да кажам дека заклучно со оваа календарска година која што помина, на некој начин сметам дека офицерскиот дом, бидејќи обезбеден веќе, е проект кој што оваа година ќе го затвориме. Додека гасификацијата која што ја споменавте, општина Битола беше првата од општините кој што почна да ја подготвува, да кажам, спецификацијата тендерска за проектна документација околу гасификацијата, но за жал имавме една ситуација на предходни збиднувања, каде што во општина Битола беше предвидено топлификација. Некаде до средината на месец јуни не бевме начисто со тоа дали останува да тие топлификациони точки сепак постојат во Битола и таа беше причината заради која што временски поместивме на некој начин активности околу гасификацијата, меѓутоа во моментов веќе завршуваме со спецификацијата за гасификација и сум длабоко убедена дека до крајот на мојот мандат Битола ќе биде подготвена заедно со онаа примерна мрежа која што треба да дојде до градот да го реализира и тој проект. Ако преживеат битолчени од овие пил частичките? Видете, ПМ частичките, ПМ10 частичките не се присутни само во Битола, не се ке битолчени, тоа не значи дека треба да ги занемаруваме. Не, јас сум професор по математика, дипломиран професор по математика, тоа ми е вокацијата, иначе магистер, не доктор, како што најавте, значи ни по една ни по друга линија не може да ме ословите како доктор. Меѓутоа е нешто што кога зборуваме веќе за загадувањето и за ПМ10 частичките, нешто што не смееме апсолутно да го занемариме, нешто што е многу значено и треба да се третира.
И за жал, нешто што не се случува само на Битола, се случува во многу градови и нешто што треба да се реши системски на ниво на држава, меѓу другото. И ја мислам дека ги решиме системски, дека тешко ќе решиме. Максим, ги чувме буџетите, читам од Кумановски муабети, бидејќи на вашиот сајт не успеав да ги добијам буџетот. И дали добро сум проценил, 24 милиони евра тежи, отприлike, или 160... 1 милијарда 500 милиони. 1 милијарда 650 милиони. Нешто си намалил 270.000, кога го 270 милиона. И плюс, она што мене ме интересира, колку е автономниот ваш буџет на општината, кој зборам даноци, придонеси, зашто тоа е индикација каков е редот и поредокот на граѓаните кон својот град. Не зборувам за дотациите, блок дотациите од владата и така натаму. Добро вечер и од мене и извинување и до вас и до гледачите за моето доцнење. Да, тоа е буџетот. Реално имаме скромни буџети. Оперативниот буџет на општина Куманово се движи некаде во евра изразен околу 4 милиони евра. Со тие 4 милиони евра градоначалникот на град со 115.000 жители треба да го менаџира комплетно, почнувајќи од зимско, летно одржување, култура, спорт, инвестиции и сите дадени надлежности, подземна, надземна инфраструктура, тоа се средствата и кога ќе ги додадете на тоа сите обврски на општините, кои што се огромни, вклучувајќи ги и тука не само обврски на општините, туку и на јавните предпријатија, кои што се континуирани загубари, всушност општините имаат сериозен проблем да функционираат финансиски. Она што за Куманово ми е на одреден начин индикативно, како си го доживувате градот? Бидејќи е најдалеку од Скопје, знам од некојаш да изедам и мезелаци и да поминам, ми делува прашњав, немате одредени тротоари, нема урбан шмек Куманово, иако Куманово постојано живеел урбан живот. Значи, Куманово од време бил боемски или кафанџиски град. За жал, Куманово помина еден тежок период низ историјата и особено последните 13 години стагнираше бидејќи имаше недостаток на капитални инвестиции. Бевме опозицијска општина во тежок период во државата и додека еден прилеп добиваше на пример 20 на 30 милиони евра капитални инвестиции од државата, Куманово за тој период од 11-12 години доби инвестиции во 2 тениски игралишта. И тоа се почувствува и паралелно со тоа континуирани блокади и во јавниот сектор и на сите можни нивоа, дури беше исклучувана и водата, се да се покаже дека лошо се менаџира со градот. Јас во една прилика вашиот претhodник Домјановски рекол, не си способен 2 акушерски стола да изнајмиш од Скопје, бидејќи не гинеколог беше. Ако државата ве кочи, како можете да изнајмите? Значи, не може, локалната самоуправа е дете на државата и ако државата не ја поддржува локалната самоуправа, нормално и таа не може да се развива. Но тоа не беше причина да Куманово сите овие години изгради со сопствени средства, значи 2-3 училишни спортски сали, најсовремен атлетски полигон, да добиеме оваа година, значи, признание меѓународно во Брисел за европски град на спортови. Ги развиваме свите спортски дисциплини. Градот живе, потребно е повеќе хигиена и потребно е поголем урбанизам. За жал, состојбата е таква. Ние оваа година славиме 5 века од Куманово. И замислете сега, Чомовски, Куманово 5 века од турците, тоа така ми идеја. 5 века постоење Куманово и имаме 46 села и населени места. Само во 2 има водоснабдување. После 5 века град, во 2 населени места имате водоснабдување на регуларниот систем за водоснабдување со вода. Запрете да не чуе некој од членките на Европска унија и кажат кај влегуваме у ова, да не речем, вул. Па таму сакаме да влеземе за да ги постигнеме нивните стандарди. Јас сакам нешто да прашам што е дневен карактер, тука ќе се однесува и за нив. Гости во Битола инспекции им праќаат за загаденост. Најавено е. Читам од ТВТ-на додуше. Вам Царовска ви се нафрли затоа што ви сте некој партиски конкурент, па ви ги блокира донациите и ви ги зема ингеренциите од 2 детски градинки? Не, видите, секогаш има министри кои што не размислиле убаво за нивните одлуки пред да ги потпишат. Верувам и ова е таков случај. Уште ја немам видено одлуката. За жал,
ние решаваме голем број на социјални проблеми Зошто? на локално чекај, ниво. затоа не можам да верувам дека заради тоа што прво зашто не сте избрали директор, а второ дека тоа е главната поента дека треба ингеренција. Предпоставувам министерката сака да бира директор во име на градоначалникот. И ако е сака таа обврска или одговорност да ја преземе на себе, нека го направи тоа. Јас немам ништо против. Немам постапеност противно на законот, праксата е иста, спроведено и од порано, но за жал се дрзнала, веројатно прејудицира кандидат и тоа е тоа. Немам ништо спротивно. Ако смета државата дека така треба да постапува, тоа е с министерката во овој случај, подобро е да оди на лице место и да ги решава реалните социјални проблеми на граѓаните во општина Куманово, кои што секојдневно доаѓаат во општината и бараат еднократна парична помош, социјални трансфери и други дотации и помоши во делот на социјалната заштита на граѓаните, но за ова официјално ќе излезам во понеделник на пресконференцијата која што веќе ја најавив, за да го кажам и својот официјален став, нели, како градоначалник на Куманово, на кого што му сеускратени правата во овој момент. Знаете што, кога се сетам дека какви се бањи и Вилнес има низ Хрватска, Словенија, што не се ни половина од Куба, да не зборам други негорски бањи, така натаму. Што е тоа што некој не сваќа што имате вие во центарот на градот? Иако ја видов Куба како изгледа, баш е како Куба. Видете, се случи една постапка на едни фамозни стечајни постапки во градот, кои што веќе трае 20 и повеќе години. И ако се сеќавате на една акција Пепел, своевремено кога беше апсен Бајруш Сејдију, па тогашната власт со таа акција Пепел го пеплоса комплетно кумановското стопанство, кое што до ден денеска ни Житомел Куманово, ни Тутунски комбинат Куманово и сите тие стопански капацитети не можат да застанат на нозе, бидејќи беа оставени на забот на времето и сега ги гледаме како неми сведоци на сето она што се случуваше. Куба е една постапка стечајна која што се води со години, во која што за жал општината нема надлежности и не може да влезе, а ги имате објектите во централно градско подрачје кои што се незаштитени и неодговорен однос од страна на стечајните управници и на судската власт. И онаа што јас апелираме во континуитет да судската власт преземе конкретни мерки кон неодговорните стечајни управници за да го спроведат и го реализираат побрзо стечајот, за да може да се валоризира тој имот и за да може да се даде и да биде достапен на потенцијални инвеститори. Од друга страна, општината во континуитет губи средства по однос на даноци кои што ние кога ќе издадеме даночно решение на одреден стопански субјект кој што е по стечај, управниот суд ни го отфрла како неоснован, што не е легитимно спротивно на уставот и не можеме да се впишеме во рамки на доверителите. Колку се офајдивте од 200 милиони на владата од буџетските трансфери за делот за губарите? Тука имаше нос со две острици. Тие што работеа домакински беа исклучени или не добија, тие што беа прилично галантни врз основа на градоначалничките апетити, останаа со посебни донации. На крајот ги што добивте или не? Дали е тоа логиката на концептот на фискалната децентрализација? Петровска. Не би ги гледала така работите, дали добивме или не, во смисла на тоа дали не сме биле недомакини, па овој бил начинот како да се раздолжат општините. Сакам да кажам дека општина Битола 100 милиони денари по низа основи заштеди во основниот буџет и се префрлени како вишок во оваа фискална година, не затоа што не можела да ги потроши, туку затоа што планирала да ги потроши точно наменски. Од друга страна, институциите во општина Битола, училиштата беа заглавени и блокирани од претходно владење, од претходно недомакинско владење, значи не од сегашната локална самоуправа. Стануваше збор за буџетски институции кои што беа блокирани согласно кривичниот закон и законот за платен промет. Не постоеше начин како општината од своите средства може да пренеси средства до образовните институции и да ги одблокира. Добро, јас ги знам и овие, ние се наоѓавме и ние се најдовме во ситуација да имаме блокирани институции, каде што каматните стапки се огромни и се наоѓате во ситуација каде што не може ништо Не ми да одговорите преземете. колку пари земавте. 156 милиони денари, за кои што се оствари и реализира повик, како ќе заврши истиот и колку истиот ќе ни овозможи да образовните институции бидат
одблокирани, времето ќе покаже. Сега, затоа што до сега бевме интересот- прекупирани, бар што се десува добитоа со една афера, колку нафта се трошеле, колку автобуси оделе, па се пренесувале ученици и така натаму. Сега слушам логика дека сега со еден автобус и граѓаните и учениците ќе се превезуваат и тоа е соломонско решение кое ќе заштити. Тоа што не е тоа? Вака да ви кажам, законот за превоз на патници е променет во месец септември. Добро. И се овозможува да учениците бидат вклопени во патниот сообраќај на останатите патници, кои што не се ученици. За жал, во општина Битола тоа го практикувале изминатите години, кога овие законски одредби тоа не го овозможувале. Што значи дека не гледам апсолутно ништо што представува дискутабилно зошто би функционирале сега на овој начин. Напротив, имаме можност да капацитетите на седишта на автобусите бидат целосно искористени и едноставно и на тој начин придонесеме за заштита на животната средина, затоа што едно е да ви вртат два полупразни автобуси, а друго е да ви врти еден полн автобус. Добро, идејата, освен тоа дали се офајдивте, е идеја која јас се обидувам критички да ја обсервирам, тоа е дали требаше да ги дадат парите во дупка за санирање на загубите или со свесна целна група, еве ви 2, еве ви 5, еве 7 милиона направите локални патишта, спортски, 2 училишта и така натаму. За Максим и за Тари Арбен. Што е логиката? Значи, ние добивме пари искрено и тоа околу 52 милиони денари, што беа половина од тие долгови што ги имавме. Ние дури имавме околу 2 милиони евра, туку брзавме да ги исплатиме долговите и не знаевме дека ќе ни дадат пари после за да се платат долгови. Стигна мала сума на пари. Меѓутоа, мислам дека ова не е решение. Значи, не решаваме проблеми ако има некоја општина 20 милиони, 10 милиони евра, им даваш готови пари. Подобро да се дадат повеќе од владата системски, да се пуштат на општините поголема количина од даноци или не знам што се враќа на локалната самоуправа, отколку да се дадат готови пари. Ние сме сведоци дека загубарите, односно општините кои што има најголеми долгови, добија највише пари. Тие што работеле подомакински добија многу помалку. Да, се согласувам. Мислам дека, еве, јас можеби сум направил грешка што сум враќал првата година од долгот, да знаев да не враќав, па ќе добиев малку повеќе средства. Општина Куманово има вкупни обврски околу 17,5 милиони евра заедно со јавните предпријатија. Тоа е затечена состојба, значи не е креирана од мене или од новите колеги и многу е слична состојбата и во другите општини. Јас добиев некаде нешто помалку од 2 милиони евра на располагање, кои што се пари, кои што значат и јас сум благодарен на владата, но сметам дека овие пари треба да се трансферираат на друг начин, со тоа што ќе се постигне повисоко ниво на финансиска или фискална децентрализација во државата. Нам ни се потребни дел од ДДВ-то да ни се врати на локално ниво. Не може локална самоуправа како Куманово, која што издвојува 7% од приходите во државата, не добие дел од ДДВ-то, дел од персоналниот данок и така натаму. Значи, државата се уште ги чува средствата за нив. Има интенција кај владата, особено разбирање кај премиерот, бидејќи поранешен градоначалник, да ги излезе во пресред со одредени мерки со зголемување на блок дотациите во образованието, но тие средства се уште само символични. Оваа година, бидејќи ни беше дадена финансиска помош, а кога дава државата финансиска помош, таа сака да воведе и систем на контрола, што е легитимно, бидејќи мора да се има отчет каде ќе се потрошат средствата, ни беа лимитирани приходните страни на буџетите со тоа што ние сега имаме некаде за 20 до 30%, барем случајот во Куманово, помал креиран буџет во однос на минатата година, во однос на реализацијата. Тоа значи дека оваа година јас ќе морам многу повеќе од старите обврски да плаќам, отколку да се задолжувам. И тоа нема да им дозволи на општините оваа година да создаваат и креираат нови долгови. Се надевам дека владата, откако ќе го направиме овој процес и ќе го затвориме, дека продолжува некаква стечајна постапка кај дел од
локалните власти во однос на инвестициите за капитални. Па видете, ако зборуваме за стечај во Македонија, генерално од финансиски аспект се е во стечај. Значи ние имаме генерално таква состојба. И јас го слушам Никола Поповски тука вели еднаш треба да се соочиме со банкрот. Така е, нашиот внатрешен долг е многу подолг неко нашиот надворечен долг како држава и доколку сакаме да го придвижиме стопанството, треба да импутираме пари во стопанството, но тоа е тема за економистите. Ние индиректно како општините исто така сме должници на стопанството и овие пари што дојдоа како помош од владата ќе бидат добар финансиски импут во делот на раздвижување на локалните стопанства, а дел од тие пари ќе земат и јавните претпријатија кои што ќе ги покријат своите загуби. Суштината е овде да изнајде државата начин како да ги деблокира. Значи сопствените деца во делот на побарувањата кои што таа ги има. Например, општина Куманово должи по основ на кредити и на камати на државата за одредени кредити кои што државата ги има платено. Јавните претпријатија должат и се блокирани. Од 5 јавни претпријатија кај мене 3 има по целосна финансиска блокада, должат на УЈП по основ на неплатен ДДВ, тоест неплатена камата и во континуитет тоа оди. За тоа мора да се стави крај, да се направи пресек и да се тргне со одговорно работење. Ние успеавме во неколку јавни претпријатија, значи во 2 каде што беа променети менаџерските тимови, со заедничка работа да постигнеме позитивни биланси за некаде под 12 месеци работа, што значи и менаџерските тимови секако имаат тоа е најважната битна улога во за вас работа. градоначалниците. Поштовани гледачи, гости во отворено студио се градоначалниците на 3 града, 3 важни регионални центри околу кои може да гравитираат најмалку околу 300.000 жители. Тоа се Максим Димитриевски од Куманово, доктор Наташа Петровска, математичар, и доктор Арбен Таравари, лекар. Има една заедничка нитка што е актуелна во овој миг. Во Куманово 65% се македонци, околу 20 или 19% се албанци. Во Гостивар релацијата е обратна. Околу 65 се албанци, нешто 18 се македонци. Битола е по дефолт една мултиетничка средина, но она што ме интересира, како ќе се реализира законот за употреба на албанскиот јазик. И особено вас двајца ве прашувам, се разбира и Петровска кој е политичар, како тоа ќе се реализира во услови кога имате или немате јасна перцепција. Имате човечки ресурси, лектори, преведувачи, во судските органи. Мислам дека не фаќа еуфорија на лингвистичката работа, а не на правото на граѓаните да го користат својот јазик како остварување на права. Таревари? Ја мислам дека комплицираме. Локалната власт и јас и Куманово е исто. Ми се чини тие се четиријазични, ние сме тријазични, значи мада турците се 11% во Гостивар и ние направивме со одлука на Совет да се користи официјално и турскиот јазик, македонскиот и албанскиот одамна се користат и нема никакви проблеми, функционираме безпрекорно. Се за другите, за судовите, за болниците и за другите институции кои се под централна власт, не знам точно, меѓутоа не е некаков проблем. Ја мислам дека комплицираме намерно и ова е повеќе да поентираат политички одредени политички партии, инаку јас мислам дека овој закон ќе поминеше било кој да беше на власт, беше императив на времето, потреба на времето, можевме и многу порано ова да се расчисти, можеби од 2005-6 година кога требаше да заврши Охридскиот договор. Освен ако на Ахмети и на ова не му треба орлите као доказ за некаков, да речем, условно примитивен изблик на филмови се тие на господинот Ахмети, требаше тоа да го направи до 2006, а не требаше сега Максим околу реализацијата. Добро. Имате ли кадровски ресурси, тоа ја прашувам? Да, општината располага со кадровски ресурси. Ние веќе многу одамна сме мултиленгвидж систем општина и за нас не е никаков проблем да го проведеме законот, можеби ќе биде поголем проблем за државните органи и институции. Дали имате, видите, преводите? Да, И дефинитивно македонскиот албански имаме. задираат во финеси, особено кај
Ако ми дозволите. Да, поверете. Значи, имаме служби комплетно опремени, преведувачи, кои што ќе го следат тој процес, а што е потребно, значи, дополнително ќе се ангажира дополнителна работна сила. Значи, тоа е доколку законот е на сила, должни сме да го спроведуваме. Ние веќе функционираме во општина Куманово, ние покрај македонскиот како прв службен јазик и албанскиот како втор службен јазик, со одлука на Совет имаме донесена одлука за службена употреба на јазиците на Советот во работа на Советот за сите етнички заедници кои што било когаш ќе работат во работењето на Советот. Во моментов имаме Ром, имаме Срби, тие зборуваат на својот мајчин јазик, во иднина доколку имаме турци, влавици или било која друга етничка заедница, исто така имаме симултан превод, го следиме тоа сега, само дополнително државата ќе треба да ги зајакне капацитетите на државната администрација за да го следи тој процес, што се однесува до таблите, тие се веќе двојазични, но јас предполагам и ќе предложам на Советот да бидат мултијазични. Табли, бидејќи Куманово е еден космополитски град, се наоѓа на една таква локација, за мене бројките како градоначалник и процентите воопшто не се битни. Сите граѓани се мои граѓани, ја имам добиено и јас и мојата политичка партија од која што доаѓам, апсолутната поддршка од граѓаните на сите можни етнички нивоа, на сите можни верски нивоа, така да апсолутно сите мора да добијат еднакви права и можности за да ја го чувствуваат и градот и државата како своја. Доколку е законот на сила, ние сме должни да го почитуваме. Петровска, вие имате една предност, ама и една критичка настроена средина која вика, зар баш и у Битола мораме албански табли и албански јазик. Предност е тоа што јас сум несреќен што ми го искатувате правото на влашки јазик да зборуваме во Битола, во највлашката општина. Во општинската администрација во Битола има и власи, и албанци и турци, така да тоа се луѓе кои што во низа ситуации во кои што и досега сме се наоѓале од потреба на преведување или за разгледување на некои документи ни се наоѓале. Битола од секогаш била исто така град со голем сенс за мултикултурата и така да мислам дека воопшто не е дискутабилно дали би имале проблеми во иднина или не, но да не заборавиме дека всушност примената на овој закон би била многу повидлива онамо каде што во голем процент се присутни, се знае и тоа е законски дефинирано во колкав процент останатите етникуми. Така да мислам дека е време во оваа глобализација да зборуваме за едно граѓанско општество во кое што ќе дискутираме за други проблеми кои што човечки ги задираат сите, а помалку да се осврнуваме на вакви дискусии. Да прашам ака човечки, освен широк сокак, имате намера негде да направите некој тесен сокак, па доста Битола само со широк сокак да Па еве сега да бевте во Битола, ќе ве однесев на пример во Димитар Влахов, па ќе видите дека и тој е поплочен. Како? За сите тројца, поштувани гледачи, некој да ве информирам, што е стандардна форма веќе во четврток, телефоните ќе бидат отворени за 10 минути. Се надевам дека нема сите кумановчани, битолчани, гостиварчани и исклучиво да се уват, зашто овие градови функционираат на начин на една микросредина на Македонија и во својата мултиетничка и во својата економска релација. Има едно прашање кое се отвара, кој го отвори ректорот на Американ коледж, професор Бојаджиев, што не залегна на одреден начин. А мене ми изгледа прилично добра идеја за децентрализацијата на Скопје. А тоа е прашањето зошто дел од централните установи во Македонија, одредени министерства и инспекции, да не се дислоцираат со своите кадровски ресурси во околината, бидејќи ние сме мала држава. Ние сме, да не речем, 1/4 од Париз или од Лондон. Дали таа идеја вам ви легнува и дали таа би можела, иако академик Такив и така глатко ја испресече, што мене ми изгледаше баш и нелогично. Максим? Па таа идеја веќе дојде на едно од средбите и брифинзите со премиерот во делот на децентрализација на културата, како почетна фаза, но за жал гледате дека во одредени делови со одредени министерства имаме примери на централизација. Но како и да е, тоа е трендот. Тоа е европскиот тренд. Македонија ќе мора да ја доживее третата фаза на децентрализација. Ние во рамки на Сдруженијето ЗЕЛС
веќе усогласивме ставови со кои што бараме од државата на кој начин ќе оди целата фаза на децентрализација и сметаме дека оној момент кога државата ќе го постигне третото ниво на децентрализација, граѓаните ќе можат да одлучуваат за сопствените средства, за сопствените пари во сопствено име и ќе ги реализираат преку своите народни избраници на локално ниво таму каде што не ми изгледа логично. Веќе ние имаме флексибилна и работо способна сила која е мобилна. Луѓе од Скопје одат во Штип, одат во Велес и така натаму, да не може да се изведе овој процес на така наречена институционална децентрализација. Таравари? Мене не ми се допаѓа искрено и кога беа ние како партија бевме против и дисперзирани студии, на пример отварање на факултети и универзитети по секој град ми изгледаше ненормално. Немаме ние толку хумани ресурси за да имаме универзитети во секој втор град во Македонија. Така и за централните институции. Нека бидат министерствата во Скопје, нормално. Меѓутоа, треба децентрализацијата како процес да продолжи. Значи, под тоа подразбирам, например, културата во Гостивар се уште е на централно ниво. Министерот ги одредува кој ќе биде во културните домови, кои ќе бидат директори. Или примарното здравство. Може примарното здравство многу подобро градоначалникот да го развие, тоа се искуства ако ги земеме од одредени држави кои што имаат примарно здравство под општините. Мислам дека многу подобро може да биде запознает градоначалникот со неговата екипа нормално, не мора да биде лекар, некој друг професионалист кој што ќе биде во неговиот тим, за да работи со профилаксата, со примарните проблеми кои што ги имаат граѓаните во сите градови. Меѓутоа, со процесот на поставување на одредени институции во различни градови на Македонија, стварно од едно кјоше на Македонија, од Куманово до Гевгелија е 2 сата. Ама вас ви се репер универзитетите. Меѓутоа Битола универзитетски центар веќе со педигре. Тамо се луѓе кои се веќе етаблирани. Може ли Битола, например, да преземе дел од судството, од инспекциите да се дислоцира? Ајде вака да го поставам прашањето. Во РЕК Битола се произведува најголемото количество на електрична енергија потребна за државата. Зошто елеме во Скопје? Мислам, значи апсолутно постои начини како треба дел од институциите да се спуштат на ниво на другите градови, во другите општини, но ова мора да биде пратено со добра патна инфраструктура, за да не зборуваме сега ние за тоа да за 2 сати ви требаат за да стигнете од една до друга општина во нашата држава. За жал во долг изминат период ние вложувавме како држава во стиропори наместо во патна инфраструктура. Така да едното и другото треба да бидат паралелно проследени. Сега ќе се видат. Како градоначалник да се залагам и пропагирам дека на вистина треба дел од институциите да се спуштат и во други градови. Тројца да ве прашувам, имате капацитети, успевате да стигнете до некакви европски фондови, имате стручњаци кои знаат да ги подготват апликативните сложени процеси, или и нас ни поминуваат така бегло значителен број на средства по било кој основ од средствата од Европска унија. Не зборувам за меѓугранична соработка, тие се најподатливи. Максим? Значи, ќе бидам максимално искрен, дури сега првиот проект оваа година конечно добив и официјално дека ќе биде ставен на располагање, а тоа е проект преку Светска банка за одат средствата преку Министерство за транспорт и врски, некаде над 400.000 евра, инвестиција во подземна инфраструктура, изградба на канализација во село Тромеѓа, но овој проект се брка веќе 3 години и повеќе, од кои што 1,5 година стоел во фиока. Имам еден проект во дел на реконструкција на поранешен хотел Солон во стариот дел на град, или ние го нарекуваме тој проект Градска куќа, преку гранична соработка со општина Дупница, кој што е во добра фаза да го добиеме, некаде околу 200.000 евра. Сето она што е останато во дел на развојот на туризмот, тоа се скромни програми и самите колеги знаат, голем број на апликации, но мали можности. Македонија и општините немаат голем капацитет да реализираат вакви програми во оваа теком на 2019. Јас искрено првите 5-6 месеци направив екипа, тим кој што сега веќе е уходан и функционира добро. Ама тоа не чекате екипата на професор Османи? Да, претежно се и искрено и професор Османи е еден од луѓето кој што наискрено ми помага во моето функционирање.
Меѓутоа, што е важно, ние сме опозицијска општина. И година и пол ние добивме само еден отворен фитнес центар од Агенцијата за спорт и млади, ништо друго. Освен буџетот што доаѓа нормално во вид на блок дотација. Океј, меѓутоа, воспоставивме одредени конекции со повеќе држави. Словенија, збратимување на градови, Турција, Албанија и добивме одредени донации кои што се многу битни за градот. Например, од Швајцарска агенција за развој 7,5 милиони евра само за водоводи кои што ќе почнат оваа година да се реализираат во општина Гостивар. Околу 300.000 евра од Турција имавме донации. Преку гранична соработка исто така, преку Светска банка добивме одредени асфалтирање на патишта, повторно преку Светска банка за одреден дел на канализации. Само 5 села комплетно се ставени нови канализации. Ама Светска банка тоа е посебно кредитирање, јас зборувам за директни немало инпути. Петровска? Значи, два проекти во општина Битола одеа преку ИПА фондовите, точно со проектна документација и изготвување. Меѓу другото можам да кажам дека веќе четврти проект се спрема за прекогранична соработка и во напредна фаза подготовката на истиот со Грција, а исто така го следиме и повикот со Албанија. Како градоначалник, кога доаѓате, значи да водите локална самоуправа, ја согледувате ситуацијата која што ја гледате. Факт е дека барем во општина Битола постоеле мали капацитети околу тоа, меѓутоа динамиката на интензивирање на создавање на нови капацитети во таа насока, но и умешноста да вклопите луѓе кои што во општествената средина и заедница го прават тоа, на некој начин ви го отвара патот да сепак успеете нешто да постигнете, затоа што мандатот е 4 години и ако се осврнете само на создавање на капацитети од човечки ресурси, тогаш голем дел од тоа ќе го изгубите во таа насока. Добро, со вас ќе почнам, зашто многу е важно прашањето на приватно-јавно партнерство во овие локални средини. А ќе почнам со вас заради тоа што на индиректен начин чувствувам дека водите некаква војна околу Копанки со планинарското здружение, околу тоа која има собственоста и така натаму. Наместо тоа, не сте размислувале да направите приватно јавно партнерство, вие да инвестирате, не е важна веќе собственоста ако задоволува некакви интереси на битолчани. Интересот на битолчани, мој личен интерес е да Копанки конечно биде ставен во функција онака како што битолчани го знаат, затоа што ние сме поврзани носталгично со Копанки. Она што се случуваше со Копанки и беше понудено на оние кои што сега го имаат како имот, преку Советот, преку председателот на Советот, преку состаноци со мене, преку средби, значи со луѓето чиј имот фактички се води на како спортско здружение, планинарски да кажем планинарскиот дом Копанки, беа понудени повеќе варијанти, меѓутоа ниедна од таа не беше прифатена. Но настана една нова ситуација во која што се појавија граѓани кои што го оспорија и легализирањето на планинарскиот дом Копанки и побараа ревизија на истото. Во вакви некои ситуации, на нешто што било на граѓаните. Да правите ујдурма, да ги најдете граѓаните, па да ја покренува таа постапка за оспорување. Значи, видете вака, ако документацијата постои, допрва ќе се гледа тоа, ако документацијата постои, ако фактите го говорат тоа, јас не знам што ќе произлезе, ќе имаме можеби слика која што тотално ќе постави нови видувања на тоа што се случувало и што се случува со планинарскиот дом Копанки. Имам впечаток дека доаѓате малку со некаков ригиден став од тоа дека треба собственоста да ја. Јас ве прашувам зошто не иницирате јавно и приватно партнерство за важни прашања. На крајот на криштата, ако тоа се изгради, лесно е после собственоста да се лоцира. Ако имате добри намери и добра иницијативност. Апсолутно намерите, апсолутно намерите ми се добри. Сакате да кажете дека еве општина Битола вас може да ви изгради куќа и вие да стопанисувате со неа и да тоа го гледаме како јавно-приватно партнерство, затоа што ќе отворите вратата и за некој друг. Чекайте, офицерски дом го рехабилитирате за волја и за доброто на Да, и во собственост на општина Битола, на граѓаните на општина Битола. Тука станува збор за нешто што не е во собственост на општина Битола. И, ако веќе бидеме искрени, им беше понудено да целосно го обнови, значи, општина Битола, а го стопанисуваат на одреден период и обратно. Да го има општина Битола, да таа стопанисува, со одлуки на седници на Совет дека не може да биде продаден. Меѓутоа, Димитриевски и Таравари дали овој модел, пошто далеку сме од јавно-приватно партнерство е вистинска работа за општината. Државата е најлошиот стопанственик и локалните самоуправи исто така.
Значи, само јавното приватно партнерство е нешто што ќе ги повлече општините да тргнат напред. Реален е проблемот да се изнајде вистинскиот потенцијален партнер за јавно-приватно партнерство, бидејќи имате голем број на скриени партнери кои што не сакаат да вложуваат, а сакаат да добиваат бенефити. Конкретно во Куманово, ние отпочнавме постапка за јавно-приватно партнерство за јавно осветлување. Имаме огромни проблеми во Куманово со јавното осветлување. Јавно предпријатие кое што е презадолжено, не може да ја сервисира мрежата, застарена мрежа. Понудивме концепт на 10 години со лед осветлување, современо, смарт системи и така натаму. Тој кој што ќе се јави на повикот, верувам дека веќе следниот месец ќе биде објавен повикот, ги повикувам сите правни субјекти од овој бизнис да се вклучат, да се тркаат, нека се надпреваруваат, кој е најдобриот, нека победи и нека дојде да ни го осветли европски Куманово. Таравари, имате вако сличен, Во делот на јавното предпријатие, сакам само да ви кажам, Куманово газ, исто така е предмет на размислување за јавно-приватно партнерство, бидејќи општината не располага со доволен финансиски капацитет за да ја расшири секундарната гасоводна мрежа. Ние за една година, мината година, иако бевме во лоша состојба, успеавме да гасифицираме едно училиште и уште еден објект и неколку физички домови, што е многу малку. Треба посериозни инвестиции. А наш приоритет е зелена енергија, заштита на човекова околина и така натаму. Таравари? Значи, дефинитивно се согласувам тука дека за жал колективната совест за јавните добра, генерално зборам за Македонија, па и за Гостивар, е на многу ниско ниво. Значи, и јас сум како Димитриевски. Повеќето работи би требало да има партнер општината, да бидат, значи, заеднички, да има еден собственик кој ќе се грижи, инаку се злоупотребува. Например, паркинзи во Гостивар беа 60% со 40%. Пак најдовме друг партнер со кој што општината добива 90%, тој што инвестира 10%. Имаме во план аквапарк. И тука ќе одам со јавно-приватно партнерство. Некој што ќе инвестира, нека го користи 10-15 години колку ќе покаже визибилитетот. Катни гаражи ми требаат итно. И тоа оваа година повторно ќе излезам во набавка, кој е заинтересиран да инвестира, нека го користи 5 години, 10 години, колку ќе покажат визибилитетот. Гасификацијата, исто така, мислам дека полека треба да размислиме во тој правец. Дека кога има собственик нешто, и со него ко собственик и општината, па и државата, многу подобро е, барем во овој транзиционен период, додека не почнеме колективно да размислуваме за општите добра на градот, на државата. Да, имате право. Максим Димитриевски Куманово, Наташа Петровска Битола и Арбен Таравари, Гостивар градоначалници. Поштувани гледачи, од овој момент вашите телефоните веќе ги гледате, а мислам дека веќе сите заедно се изнаучивме дека ова време е за така наречениот Гагарски форум, но овој пат, како што гледате, не ви нудам ни председателски избори, ни парламентарни избори, ви го нудам нивото на размисла, тоа што вас ви интересира и во опкружувањето. Добро вечер за првиот гледач. Добро вечер, се јавува гледачка од Битола. Ајде, Битолче. Добро вечер, се јавува гледачка од Битола. Добро, повелет. Сакам сите во студиото да ве поздравам. Најпрвен да ја поздравам градоначалничката. Имам едно прашање да ја поставам, пошто долго време се збори за офицерски, да ни одговори на прашањето кога би почнале со реализација на профицерски. Што разбрате? Ја не разбрав, што е тоа? Би почнале со реализација на офицерски дом. За офицерски дом. Добро. Толку ли ви е значен офицерскиот дом? Па најмногу, мислам дека веќе долги години се збори за него, дека сите ќе го реализираат. Еве сега сакаме, мислиме дека ова градоначалничка конечно ќе го оствари сонот на нас сите битолчани. Добро, ајде офицерски дом конечно. Повелете. Значи офицерски дом оваа градежна Ова сезона. да не го нарачате прашањево, пошто тука сте при крај со реализацијата на Па офицерски сега што и да ви кажам, не знам, не би трошила енергија да ве убедувам, затоа што станува збор за исклучително значајна зграда за Битол, за кој битолчани се врзани емотивно, така да не е ни случајно што го добиваме како прашање. Офицерскиот дом во Битола ќе се гради оваа градежна сезона. И кој ќе биде готов? Заклучно со оваа календарска година. Браво. Добро вечер за следниот гледач.
Добро вечер. Добро вечер. Дали сум во емисија? Да, ова емисија сте. Добро вечер, уште еднаш, господине Чумовски. Добро. Овде како гледач од Битола, пред се би сакал да ве поздравам вас и вашите гости. И нормално како битолчанец, моето прашање би го упатил до градоначалничката Наташа Петровска. Видовме дека влезот во Битола од страна на Прилеп се направи во рекорден рок. Би сакал да прашам каков е планот за останатите влезови во градот? Благодарам. Не сум легол со новиот врез, ама сум излегол. Повелете. Добро, влезовите во Битола беа нешто што беа срам за Битола, искрено да кажам. Направен е едниот влез од страната на Прилеп, онака како што просторните можности овозможува, затоа што имаше објекти кои што претходно доживеале легализација и не можеше повеќе од тоа да се изведе кое што се изведе. Беше направен во соработка со средства од централната власт, од Агенцијата за државни патишта, меѓутоа и од локалната самоуправа. Она што програмски е исто така влезено во Агенцијата за државни патишта е влезот од страната на Охрид за оваа година, со која динамика ќе се движат работите, останува да видиме. Вие не сте одговорни, ама мислам дека помалку ми е срамота од Битола за Грција, кој е наш нов стратешки партнер, да немаме тие 7-10 километра направен добар пат. Не ви се чини тоа така? Јас кажав дека она што... Иако Сугаревски овде ме убедуваше, сигурно тоа ќе биде инвестиција капитална и така натаму, меѓутоа попарено од сите тие ветувања сега, утре, сигурно ќе има капитална инвестиција, уште стои тој план. Да, меѓутоа пругата што беше ветена кон Меджитија се направи и е на општо задоволство на сите битолчани. Она што кажувам дека очекувам да биде со динамика таква успешна следено е во следниве години и меѓу другото и влезот кон Грција. Она што стои во програмата на владата е експресниот пат кој што треба да биде Прилеп Грција на тој начин да на некој начин и со патната инфраструктура се приближиме до европска држава. Па нема да се приближиме затоа што кој ќе ми текне како се оди од Битола за Охрид, коса на глава ми се качува. Видете, таложена, незгрижена инфраструктура со години не може да се реши преку во една година, да речеме, ако гледаме од страна на локална самоуправа или во 2 години, меѓутоа факт е дека голем дел од инфраструктурни зафати во државава се решаваат, вклучително и она што се случува во Битола. Минатата година беше направена и обиколницата, која што неколку години наназад битолчани ја нема и таа беше причина заради која товарни возила кои што беа транзитно минуваа практично од Прилеп кон Охрид, мора да влегуваат во Битола и е нешто што како проблем е надминат. Добро, поштовани гледачи, јас знам дека и во Гостивар и во Куманово не гледате или ве задоволија Максим и Арбен, ве задоволија со нивните становишта и објаснувања. Добро вечер, следниот гледач. Ете, изгледа некој кумановчанец ни се откажа. Добро вечер. Ние не се откажуваме. Повелете, да, повелете. Јас сум Глеб од Гостивар. Како прво сакам да ве поздравам вас, господине Чомовски, за емисијава. Навистина е добра емисија, продолжете, вака со градоначалници. И сакам да му се заблагодарам на градоначалникот Таравари. Тој не како човек, не како доктор, не како министер, но и сега, исто како градоначалник што е, сакам да му се заблагодарам дека надежта ни беше кај тој и тој секогаш работи правно и како што треба за нас луѓето, за нас граѓаните од Гостивар. Сакам да кажам дека некако некогаш што била затворена општината, сега отворена во секој момент може да не се обрата, да се обратиме и да не прифатат луѓе таму и за било што имаме не информира во секој момент. Сакам да спомнам и за денеска што беше советот. Тоа не се спомна кај нас на емисија, но денеска имаше совет на 29 нови вработувања што требаше да бидат, но тоа не се гласаше. Јас како студент сум, како можам да гледам право, кога некој блокираат да се вработуваме ние. Дали сакаат ние да останеме овде или сакаат сите да бегат. А кај сакате да се, чекате, кај сакате да се вработите во општина? Во општина, да. Зашто сакате во општина?
Па не можеме сите во општини да работиме. Зашто не размислувате Таравари и општината да ви дадат одредени бенефити и да почнете да работите собствен бизнис или да се ангажирате поинаку? Сакам да спомна дека денеска беше тоа за 29, па ние гледаме дека само за 29 гласување блокираат. Што да мислиме за другање, ако ни треба нешто повише. Добро. И сакам исто да му се заблагодарам на градоначалникот и да го прашам за аквапаркот во Гостивар. Што се спомна. Дали ќе биде тоа, дали ќе се направи тој проект или не? Добро, фала. По фалбите оставите ми ги мене, аквапаркот. Да, аквапаркот е наша идеја на екипата во предел на градот кој што е до, да речам, спортски предел на градот, кај што е стадионот, на тоа околу 11.000 квадратни метри, во кој што веќе проектот е завршен и сега треба, наскоро чекаме физибилитет за јавно-приватно партнерство. Откако ќе ни дојде физибилитетот за колку години би го дали на користење на инвеститорот кој ќе инвестира, најверојатно ќе организираме јавно надавање, кој ќе добие од тие што, ако се пријави некој, ако не се пријави никој, тогаш ќе одиме ние како општина. Добро, добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, поздрав до сите градоначалници. Се слушаме? Да, апсолутно, повелете. Сите градоначалници, мислам дека прашањето што беше за офицерскиот дом е наместено прашање. Ако дошло Битола до офицерскиот дом, мислам дека тоа не е во ред. Сепак не е проблем. И само да ги прашам университетите, дали дојдат тука приватно или дојдат службено? Како? Не ви го разум последно, уште еднаш можете ли? Не, многу е важно дали дојдат приватно или прават пропаганда. Тоа е битно. Дали дојдат да Добро. Мислам дека... Дали дојдовме приватно или дојдовме службено, не го разбрав. Добро. Секако Тоа е- дека дојдов приватно. Не разбирам. Со приватни коли или дали дошло со службени коли, ако е тоа. Да не вулгаризираме работите. Добро вечер, следниот гледач. Ало, добро вечер. Повелете. Ало? Да, повелете. Едно прашање за градоначалничката на Битол, Кевемово. Што не бе битолчени толку што сте се мобилизирале? Ај повелете. Што има направено за општинските патишта? Ќе молам што сте автопатишта да... Добро, ви благодарам многу. Очигледно дека сте мезеле повеќе. Што сте направили за општинските патишта? Во Битола се направени 9 улици во новата населба каде што е касарната. Во оваа градежна сезона, мал дел кој што е останат од Арама 2 треба да биде изработен со заклучно да кажам со месец март. Она што беше направено во делот на патната инфраструктура беше направено околу реката Драгор, кај улицата Булевар 1 мај, каде што стои плочникот, да кажам, односно калдермата. Влеговме во зафатот на општинскиот дел при влезот на Битола, како што кажав, еден дел покри централната власт, меѓутоа во еден дел учествуваше локалната власт. Ја направивме улицата Климент Охридски, Димитар Влахов, значи тоа беа зафати кои што ги имавме во оваа градежна сезона. Добро. Ајде Кумановчани и некој ќе помислам дека само Таравари и Петровска се ангажира со своите сограѓани. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Ве молам повелете. Јас сум од Гостивар. Сакам само во благодарност за емисијата, јас сакам да дадам еден опинион као граѓан од Гостивар. Значи, сакам да дадам еден опинион за овој цел процесот, овој блокажата што се прави во Гостивар. Јас во овој случај гледам зашто не можам и добро да го правим македонски јазик, дека сум малце, затоа ќе ме извинете малце. Јас гледам овој криво на овој процес, гледам СДС и НДП партијата на Советот на Гостивар. Значи, ние, као граѓаните, гласавме
на СДС или на партиите на опозиција за да имат живот за сите. Знаеме дека овие големи политички напредуи преку алијанса, ама не може да блокират опозиторски партии СДС и НДП да блокират цел градот. Затоа јас као граѓан вака гледам овој процесот. Треба да имат советници на СДС и на НДП да имат кредибилен пред граѓаните. Зашто ја имам еден случај во мој мало, јас како граѓан сум гласал за еден совет за НДП, значи беше опозиторен партија, а тој сега прави 300 комбинации глупости да обструкции во советот да го блокира Таравари. Таравари го работаше овој година што помина многу. Мисламе дека ќе работи уште, бараме на Рано е уште за локални избори. Да. Рано е уште за локални избори, ќе имате време да го фалите плюс. Предполагам дека имате право за политичката дефиниција, но од она што го знам Таравари и од она што го кажа околу буџетот, сепак менаџирањето на градоначалникот е важна политичка функција за локалните власти. Добро вечер за следниот гледач. Таравари, може да грешам, ама мислам дека се слагате. Окей, и не разбрав дали имаше гледачот да праша точно конкретно нешто. Мислам дека проблемите за советот и градоначалникот за коабитација. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Гледач од Куманово на телефон. Конечно, Кумановчен. Иначе, ќе запалев кола и ќе дојдев у Куманово, повелете. Да. Имам прашање за градоначалникот на Куманово. Не го фалите. Да не го фалите. Не. Добро, повелете. Добро, ајде. Во врска со денешниот земени ингеренции. Зошто се одзимаат ингеренциите сега, кога иако знаеме дека тој е градоначалник на Куманово една година и успешно менаџира со градинките. А исто така знаеме дека мандатот на досегашната директорка истекува во март. Иако што разбрав од денешните прочитани текстови дека се одзимаат ингеренциите само една година колку да се заврши овој процес на промена на директорка. Така да дали ова представува кршење на некој закон, на некој устав со мешање во самите ингеренции и дали треба ние како кумановчани донесеме некој проглас, указ да ја прогласиме директорката за доживотна директорка, ко Маршал Тито, да завршиме. Добро. Максим, овие СДС против СДС. Добро. Му благодарам на гледачот за прашањето. Јас веќе кажав, значи мојот официјален став ќе го соопштам на веќе најавената пресконференција која што ќе одржам во понеделник во 12 часот во општина Куманово по однос на овој проблем. Јас се уште актот го немам видено, го немам прочитано. Жалам што истиот е доставен до институциите, до службите, но се уште до мене не добив информација дека на крајот на денот го имам добиено, а веќе претходно медиумите тоа го објавија, пак ќе повторам, сметам дека е непромислен потек од страна на највисок носител на власта, во овој случај министер на едно Добро, многу вие сте со партици, не ви текна да свртите телефон и кажете Мила, што правиш глупости на пример. Па дури и по цена да се раскарате или се плашите од тоа да ви каже нема дека да и се вие спуштам на тактизирате. тоа ниво да кажам дека било кој прави глупости, значи секако дека секој си го врши својот делот на службените обврски. Ние не функционираме така, значи во оваа држава има институции, има закони и мора да се почитува институционалниот принцип. Јас како градоначалник добив мандат од граѓаните да ја водам општината во нивно име и да носам одлуки исто така во нивно име. Доколку некој смета на централно ниво дека треба да се однесуваме поинаку, тогаш тоа е друго прашање, но за тоа дополнително ќе информирам, но секако нема да дозволам никој со никакви одлуки да ми ги поколеба граѓаните, да ги подели по било кој клуч или по било кој план. Нема да давам квалификации ниту за директори, вршители на должности и така натаму, само ќе напоменам дека во рамките на нашето функционирање има усталени пракси.
Имало и порано избор на директори, знаеме како се избирани, согласно законот, не може едниот закон за еден избор на директор да важи, а сега истиот закон да не важи и да доаѓаат инспекцијски служби, да вржат вулгарен упат во општината, да даваат советување, така натаму. Јас не дозволувам да ми се врши било каков притисок во делот на наметнување на било каква кадровска власт има право политика, на инспекцијски надзор и на власт има право на инспекцијски надзор со претходно напишан налог, документиран. Но за тоа ќе говорам во понеделник. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Се јавувам од Охрид. Браво. Благодарам. Повелете. Доста со фалбите. Добро. Ајде да си го пулиме малку очите. И имаме сега градоначалникот, не знам од која општина беше на Скопје, рече на голема лага си имаме институции, имаме закони. Јас нито од претходната власт, нито овие 30 години видов, нито институции видов, нито закони видов. Ајде нешко да се освестиме и доста веќе паши да имаме во градовите, а со пашите и големи криминали, и на секое поле, и на урбано, и на еколошко поле, зашто земјата не е голема еколошка катастрофа, во голем политички криминал, во урбан хаос, се фалят сегашните власти дека стопанството не оди со некоја си градежна мафија, која не вкафези во становите за да гледаме во зидоите, на да гледаме во небо, земјата, водата, воздухот ни е загадена, а ние поимани си немаме никако да се освестиме и да се разбудиме. Да ви кажам право, 30 години Македонија само се разрушува, бидејќи имаме ние паши, имаме и криминал, и повеќе од турско време него сега. Јас гласав за ова власт. Гласав за се плати за економските, земјоделските и за другите проблеми што ова држава ги има, што е збор што викаме на големо џубре што сами го направивме, а и граѓаните зашто ни е таков менталитетот, врзани се само са партии, а за државата, за татковината и за народот не сме врзани, бидејќи мислиме само на себичното. Гласав за ова власт, мислејќи дека ќе се зафати за да го чисти џубрето што ВМРО го направи. Джабе што го носат името ВМРО. И преходното ВМРО, и сегашното ВМРО, само огромни кражби, се кажува за милиарди украдени пари, а ова власт требаше тоа џубре да го чисти. А како да го чисти? Да ги врати парите, и еднашка да се свестиме, имаме ние во поранешна Југославија, слична и помала од нас по територија, Словенија, да самиме малчка пример, не е многу далеко, колку таа е организирана на секој поле од животот. Јас имам една внука таму студира и кога е прашав како е во Словенија, првиот збор што ми го рече многу поорганизирани. И личи на држава. Влезете у било кое село ќе видите стопански двор и преден двор со цвеќиња. Нема асфалт да има 10 метара, па после имате 2 километри кал. Што, например, може да се случи со Шапка, сега ми текнува. Ви благодарам многу за рецензијата, таа се однесува подеднакво за сите. Ова е политички став и ако сакат моите... Имаме право на коментар. Да. Јас делумно се согласувам со граѓаните. Не може да гледаме секогаш црно и критички, но делумно се согласувам дека граѓаните на нас во државата не ни се сретни. И ние политичарите, за жал, не ги правиме сретни граѓаните. Но наша обврска е да се обидеме да направиме нешто. Но одговорноста треба да се гледа во сите. Доколку јас градам еден третоар во една од најголемите населби во Куманово, кое што се вика Рајкова куќа. Реконструкција целосна од 1000 метри на комплетната инфраструктура, заедно со поставување на бекатонски плочки од левата и десната страна. Значи, урбано, генерално, убаво изгледа населбата. И еден несовесен граѓанин паркира тешко товарно возило на самата таа инфраструктура, а не еден.
повеќе си. И укажувате на тоа, и тоа повторно се повторува во континуитет. Значи, одговорноста е кај сите. Доколку сакаме да имаме убава држава, се согласувам дека треба да им ставиме крај на рецидивите на онаа што значи минато во Република Македонија и кападахиите да ги ставиме таму каде што треба. Имаме многу лоши примери за мито, корупција, градежни мафии и така натаму. Но ние градоначалниците, доколку сакаме да успееме, првен треба да бидеме искрени во нашите цели. Доколку сакаме да успееме во тоа, треба да ја добиеме и целосната подршка на јавноста во делот на таа борба. За жал кај нас се уште пристап има клиентелизмот во општеството. Знаете, денеска ме критикувате, утре ви излегувам со одредена повластица, ви помагам нешто и од утре сум добар. Значи, ако заслужувам критика, треба да ја добијам секогаш, Добро, а не треба да се лутам. Немав И намера. ова не сакам да го идеализирам. Добро. Ова го чувствувам така, ова го зборувам така, се представувавме на граѓаните и до последниот ден на исполнување на мојот мандат. Мисијата на Максим Димитриевски ќе биде во Куманово да ги прави среќни и македонците, и србите, и властите, и ромите, и турците, и сите кумановчани, бидејќи јас тоа го барав мандатот и тоа им го ветував на граѓаните. Добро. Дали ќе успееме да Само еден реализираме момент. тоа ќе зависи од Реков сите дека нас дека првенствено. правите реконструкција на тротоари во една важна област во Куманово. Меѓутоа морам да ви кажам и тоа повеќе вака како сугестија. Овде во студиото на негова иницијатива дојде еден ваш сограѓанин. Инвалид со количка и така натаму, може би го знаете, може не, Спасовски мислам дека е, кој рече во Куманово се што се прави спротивно на нашите потреби. А нашите потреби се тротоарите да бидат нивелирани, да може да се качиме со ова. Се согласувам дека е така, така се правело, но во Куманово ќе се прави во согласно со барањата на инвалидите. Но за жал, се уште нема можности во делот на реконструкција на постоешките пешачки премини. За да промените, да уредите еден пешачки премин за инвалиди, треба да направите градежен проект, да добие согласност истиот градежен проект и ревизија, претходно ажурирани геодетски подлоги, да добиете согласност од Министерство за внатрешни работи и така натаму. Значи, Македонија се дави во бирократски процедури. Градоначалниците се заглавени во хартија и во папирологија, да не зборуваме за финансиски потреби. Талевари и Петровска, овие политички дискурси на еден граѓан, иако што е најважно од Охридите. Апсолутно се согласувам дека очекувањата на луѓето беше после 2016 од 2017 да почне да функционира државата. За жал, во реформите, јас зборам генерално, тргнувајќи од себе, во реформите не видовме ништо. Значи, многу малку промени од тоа што беше порано и сега дека има некакви промени. Се согласувам дека како градоначалник имаме лабиринт на бирократски процедури. Значи, ако треба да асфалтирате пат, имате 15 работи кои што треба да ги направите пред да започнете со асфалтирање, кои што мислам се формални, може би и непотребни полно, кои што коштаат на општината, а вие мора да направите тоа за да почнете со работа. Петровска, нова историја. Оно што морам да признам не ми се допадна и генерално не ми се допаѓа е генерализацијата. Нештата треба да имаат име и презиме. Оној кој што се огрешил, независно од која политичка партија доаѓа, тргнувајќи од мене, треба да носи име и презиме и да биде посочен и да биде соодветно санкциониран. И се согласувам со колегата Максим дека ова треба да го правиме сите заедно, затоа што ако вие имате граѓани кои што зборуваат за заштита на животната средина, а при тоа како локална самоуправа изречете казна за паркирано возило на тревна површина, не би требало да добиете ургенција од граѓанинот за да не ја добие казната која што ја заслужил во дадената ситуација. Тоа е нешто што треба да го правиме сите заедно. Тоа е човечки дължина. Прашањето е да не му го прифатите, да не му ја прифатите ургенцијата. Апсолутно одговорно стојам дека како градоначалник не сум го направила тоа и напротив сум вовела механизми како да ја го стеснам временскиот тајминг за да успеат во тоа граѓаните, но би сакала и ова да го споменам. Практично сите заедно мора
да зборуваме отворено, вака како што зборуваме, така да му благодарам на граѓанинот кој што ја даде и оваа сугестија, затоа што на некој начин отвора дилема и за ова што ние во меѓувреме го чекајте, што мога го одобрувате? Вака битолчени, бидејќи често слушам критики од опозицијата и од битолчени, викаат градоначалничката е затворена во својот кабинет и не го слуша гласот на битолчени. Тоа до вас допира? Јас не сум затворена во мојот кабинет. Велат не излегува во јавноста додека не биде завршен проектот. Тоа било логицирањето на менаџирањето. Јас не би сакала во различни фази од проектот постојано да го узурпирам времето на граѓаните. Прво не сум затворена затоа што на лице место ги гледам активностите кои што се случуваат. Меѓутоа за проектот говорам тогаш кога е завршен. Добро вечер, следниот гледач. 22 и 20 ви стојат на располагање и политичари и градоначалници. Уште еднаш подсетувам, тоа се градоначалниците на Куманово, Гостивар и Битола. Добро вечер. Ако се уморија барем од овие три града, ајде ги чуеме другите од Гостивар, Штип, зашто следниот пат и тие ќе бидат тука. Од Охрид, Штип. Добро вечер. Ало? Да, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер. Поздрав до гостите. До градоначалникот на Куманово прашање едно. Дали се слушаме? Се слушате, повелете. Вака, што размислува за онај канал од меѓу Кожара и некаде до Амбалажа? Тој е негде должина од 400 метра. Истиот почна да канализацијата да избива и да навлегува во куќите и во дворните места. Надлежност на водовод е, тие 10 години ја поправа мрежата водоводна, покрај тоа го уништи и каналот. И сега што размислува за тоа и како мисли проблемот да се реши? Смрди ли покрај каналот и покрај вашите куќи? Да, ние сме до улицата и може лично да се убеди да излезе и дека има делован простор и водата е навлезена во купатилата, во санитариите и во дворот. Тоа може да се уверат, водостопанство доаѓа, водовод доаѓа, погледници заминуват и никакви действия не презимат. Ете, ова е една реалност. Значи, секојдневно зборуваме за дел во градот, се вика населба Бедиње, кај што се најголемите фабрики изградени во оној период на поранешната сојузна држава, тука и ФЗЦ и Кожара, најголеми индустријски капацитети градени пред 50-60 години, до ден денеска уште нема изградено тротоар, а поминувале по 5000 луѓе секој ден на таа траса. Оваа канализација конкретно е направена далечните 70 години, која што е инвестирана на без технички прием и за која што општината ќе треба да обезбеди сопствени средства за целосно да ја реконструира, бидејќи истата има голем број на џепови, чести дефекти, никогаш технички не е примена од страна на јавното претпријатие и е градена на начин како што е изградена, делумно е функционална и имаме сериозен проблем, но вакви проблеми има на повеќе места. Општината со сопствените финансиски капацитети, ваквите капитални проекти не може да ги реализира. Ние минатата година со помош на Европската Унија реализиравме проекти во износ од околу 4 милиони евра, повторно ќе кажам, европски пари, во дел на изградба на подземна инфраструктура. Куманово е град кој што има само 10% атмосферска канализација и во делот на градот имаме околу 50% фекална канализација. Значи, доколку сакаме да се развиваме и шириме, на Куманово му се потребни многу развојни буџети, а не ваков скромен буџет како што го имаме. Во спротивно, само ќе бидам неискрен кон граѓаните и ќе им ветам, а не сакам да ветувам, секако дека ние тој канал се обидуваме преку јавното претпријатие да го одржуваме, да го чистиме редовно, но истиот него задоволува капацитетот на потребите кои што ги имаат граѓаните. Јас сакам трче да прашам политичко прашање. Вие сте огледало на одредени локални, но и на генералната политика во Македонија. Ако утре заутре бидат председателските и парламентарните, предполагам председателските нема да се занимава дали има тука пат, нема таму, ама ако има парламентарни и тоа. Со оглед на фактот дека покажуваат анкетите пат на
влијанието, пат на рейтинзите и на градоначалниците. Што е тоа што ги иритира граѓаните кога ве гледаат или кога вака кажувате дека на оден начин сте немокри заради централната власт и така натаму? Не ради централната власт. Заради кој? Ради недостаток на финансиски средства. Финансиските средства не се обезбедуваат само од централната власт. Има едно старо правило, доколку сакаш да ја молзеш кравата, првенствено мора да ја нараниш кравата и да си ги платиш своите давачки кон државата. Ние имаме огромни средства на неприберени средства кои што се неплатени средства и од самите граѓани и од правните субјекти кои што функционираат на територија на нашите општини. Доколку сакаме да постигнеме одредено ниво. Не дај Боже да исклучите фамилија од струја, ај парно немате и така натаму, лавина ќе добиете од реакција. Јас зборувам за примарни и основни приходи на општините. Значи, кога секој граѓанин има една градежна маркица, има обврска да плати одредени комунални давачки за уредување на градежно земјиште, доколку општината нема изградена одредена инфраструктура, му дава одреден попуст. Доколку треба да платите за куќе комунали 10.000 евра, а немате изградено комунали, значи плаќате 3-4 со попус и така натаму. Дополнително, откако општината ќе интервенира на тој потек и ќе ви изгради инфраструктурата, вие сте должен како граѓанин да ги доплатите парите. За жал во континуитет, уште во СФРЈ, тоа не се доплаќало и општините се ставени и доведени во таква состојба. Јас се размислувам поинаку. 10.000 треба да платиш. Плати 10.000, 7.000 се имобилизирани на нашата сметка, ќе ти ги направиме патот и ќе ти ги земеме парите. Вака, ако им давате шанса на алтернатива, секој ќе ги искористите. Повелете. Може, значи, многу е битно тоа што сте кажале во кампања и тоа што реализирате. Ја не мислам дека нашите рейтинзи паѓаат. Напротив. Ние бевме во централната власт околу 4 месеци. Бевме екипа во Министерството за здравство и мислам дека ја вративме надежта на луѓето дека може нешто да се направи во здравство. Сега сме во 3-4 општини во Западна Македонија и пак мислам дека ја враќаме надежта на граѓаните, иако имаме обструкции искрено од централната власт, не велам од СДСМ. Централната власт е повеќе партии кои што сакаат со сите можни средства да кажат дека не може друг некој да биде градоначалник освен тие што биле. Ние обратното го објаснуваме со реализација од 98%, со 5 канализации во 5 села, да речем комплетни, со асфалтирани 16 километри патишта, со водоводни мрежи нови, со транспарентно и отчетно работење пред граѓаните, со отварање на вратите, со отворен ден за сите граѓани во општината, со архива која што ќе биде електронска, значи максимално транспарентно работење, верувајте дека повеќето граѓани веќе почнуваат, а целта е тоа. Ако ние успееме да ги вратиме граѓаните да почнат да веруваат во институциите на системот, ние почнуваме од нулта точка и можеме да одиме напред. Петровска ги давам шанса само да проверам дали има гледач. Се надевам не е од Битола. Почнавте на почетокот Битолчани. Добро вечер за нашиот гледач. Добро дека го добијам политичкиот став, Петровска. Значи, факт е дека граѓаните се истоштени, уште се што се случуваше во минатото. И дека прагот на трпеливост и толеранција е доста низок. И затоа не можеме апсолутно да ги осудуваме. Затоа биле криви политичарите, затоа биле криви целокупните општествени збиднувања кои што се случували. Не можеме да обвинеме дека една или друга страна била одговорна, затоа што секогаш се поставува прашањето дали онаа која што притискала и доволно притискала за да ги изврши измените. Во Битола имаше на многу интересна ситуација, бидејќи колегата баш зборуваше за комуналите. Кога јас дојдов како градоначалник, имавме продадени градежни парцели, изградени станбени објекти, граѓаните си ги платиле целокупно комуналиите, меѓутоа никаква изградена инфраструктура од страна на општината. Така да кога јас дојдов како градоначалник, за неколку дена се соочив со извршно решение од 400.000 евра
По тие основи потоа се соочив со тужба. Ги изградивте ли? Исто така за прв пат оваа година во општина Битола се продаде парцела со изградена инфраструктура. И таа ќе биде Не, овие политиката во која претходните ќе што се се изградени, движи. дали ги направите? Па тоа беа случаеви во касарната, таму успешно завршивме оваа година, меѓутоа имаме уште објекти кои што треба да ги довршиме и се заостанати од изминатиот период. Добро, поштовани гледачи, Максим Димитриевски, Наташа Петровска и Арбан Таревари, градоначалници, гости во серијата разговори со локалните власти низ Македонија, зашто мислам дека е тоа важна алка на симбиозата меѓу граѓаните и власта. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Се јавувам од Битола. Поздрав до вас и ви благодарам што ни дадовте шанса да ја видиме градоначалничката, очигледно во Битола ја нема нигде. Сакам да прашам дали некогаш имате градоначалничка дојдена во салата во Битола? Каде во салата? Спортската сала Буро Чурлевски во Битола. Да. Исто така и во стадионот во Битола. Тие се прашања што сакам да ги поставам. Дали знаете дека моментално во салата врни? Што дека? Имаме моментално во салата врни. Дошт. Тече. Од сите тече и ке мене тече во Куманово од сите страни. Имате ли што нешто? Тоа е тоа, значи имаме премногу таленти спортски во Битола, што моментално се уништуваат максимално. Добро, тоа јас што читав... Исто така нема ни грејење. Стадионот е еден од приоритетите на Петровска, ама бидете на линија да видам дали ќе бидете задоволни од тоа што ќе ви одговори критикуваната Петровска. Значи, најпрво да и се заблагодарам на гледачката за јавувањето. Стадионот и зафатите, активностите кои што се извршуваат во Битола и би се коригирала тука, не стадионот. Цело време зборуваме за стадион, а се зборува всушност за изградба на северна трибина. И тоа беше нешто со кое битолчани беа залажувани во изминатиот период. Сите активности кои што се изведоа оваа година се 1.100.000 евра во оваа година исплатени од локалната самоуправа предводена од мене како градоначалник. За жал, во периодот пред да дојдам, беа исплатени само 9 милиони денари. Тоа се стари долгови и не се гледаат ефектите? Значи, тоа е проект кој што се изведува по договор, кој што беше потпишан уште од претходниот градоначалник, односно од претходната локална самоуправа. Овие суми и бројки за кои што зборувам, кажуваат дека напротив, оваа година и тоа како многу поинтензивно се градела таа северна трибина споредено со минатиот период. И кога ќе биде готова? Што се однесува, одговорите ми. Значи, кога ќе биде готова, ќе покажи времето. Тоа е проект кој што сум го наследила проект кој што ја задолжува општина Битола со 5,5 милиони евра. Ако тоа го споредите со она што значи 9 милиони евра, статистички гледано, буџетот на општина Битола е сериозно оптоварување. Што се однесува до спортската сала, дали сум била? Да. Оваа година за прв пат се одржа меморијалниот турнир Боро Чурлевски во општина Битола, поточно во спортската сала која сега се нарече Боро Чурлевски. Сум учествувала дури на следење на надпревари. Да, инфраструктурни зафати таму се потребни, тоа насушно. Оваа година беа направени реконструктивни зафати во сооблекувалните. Имаме проект со прекограничната соработка со Грција, каде што исто така средствата се насочени кон санација на спортската сала. Околу тоа дали се движам или не, јас сакам тука јавно да кажам, а тоа битолчани го гледаат. Јас со моето возило одам сама на работа, се движам пешки, си пазарам кифла, одам на работното место, се движам, одам да пазарам во битолската чаршија, така да сепак го оставам правото да граѓанинот кој што се јави го има тој впечаток кој што го има. Добро. Добро, што едно прашање имам. Повелете. Дали знаете дека викендов првата лига кошарка одржуваше надпревар во Охрид, а домашен надпревар? Тимот е општински. Да, знам. Знае. Да, знам. Добро. Како што знам дека општина Битола даде за спортот оваа година 600.000 евра, што е сериозна поддршка на спортот и спортските активности во Битола. И не велам дека тоа е можеби доволно, меѓутоа е можеби и можност да се отвори дилемата околу тоа како треба да бидат спонзорирани спортските клубови и како треба да бидат обезбедувани средствата. Добро, гледам ракометот го
Леа фирмијата Битола едно време беше и Пелистер Ракометен град. ракометен град. А пак ние ќе им бидеме шампиони со жени. Добро вечер за следниот гледач. 22:34, имаме уште 10 на 15 минути за гледачите контра Максим Димитриевски, Наташа Петровска и Арбен Таравари. Која велам контра, предполагам заврши оној првиот бран кога можевме да ги фалиме, иако по начинот на кој настапуваат, сосем е легитимно да кажат што направили или што пропуштали да направат. Добро вечер. Режија. Добро вечер. Ајде проработи телефонот. Нема или има? Да, повелете. Ало? Да, повелете, добро вечер. Сеолно Битола. Добро. За кога поставим прашање за Гранчинска Наташа, што се фали само, а не се куди. Дали знае Гранчинска Наташа кај почнува општина дека завршува во Битола, а некој ќе поставиш и господин Чамански прашање, само широко како знае таја, и нигде понатаму. Што спомнате за Словенија во селата што градоначалничка Петровска има тупки поголеми од студиото ваше, а некако во Словенија сантиметар. И излага за автобусите за децата, да чиста лага, што не може да постои на овој свет. Ви благодарам, сакам да што ќе одговори. Добро, не сум сигурен дека се разбравме, но мислам дека... Не го разбрав прашањето, не слушнав. Всушност не слушнав, дали може да ми го... Не беше... Да повториме, што не слушнав до Туричката. Ајде, кажете уште еднаш прецизно прашање. Не слушав доволно. Ало? За која тема не слушна, за која? Ало? Зашто прашавте директно, не се слушавте прецизно? Прашавме неколку прашања, дали знае каде почнува и каде завршува границите на општина Битола? Едно прашање да не се повторуваме. Дали второ знае за што излага за автобусите, што и поставилите прашање дека се возат и стари и деца? Добро, тоа го одговорив. Ајде да тестираме градоначалничката, веројатно тоа е барометар дали сте битолчанка и дали знаете. Кои се границите на... Значи вака, јас имам берено боровинки на Пелистер, имам берено боливач околу селото Бач, сум садела пченка и граф, знам дека Битола има 65 рурални средини. Не е точно дека најмногу одам по Широксурак, затоа што најмногу сакам да бидам во природа. Тоа можеби на некој му звучи чудно, меѓутоа, дури и кога се движам во Битола, јас често пати одам по околните улички, затоа што со оглед на динамиката со која живеам, сепак сакам да ги видам испоредните улици во малку помирна атмосфера, за да ги имам своите лични размисли. Тоа не значи дека Широксурак не го врвам, меѓутоа не онака фреквентно како што беше кажано во оваа прилика. Се плашите од соочувањето на битолчани? Не, битолчани не се движат само по Широксурак. Широксурак не е Битола. Добро. Битола, Широксурак е символ на Битола, меѓутоа Битола е многу повеќе од Широксурак. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Гледач од Кумано. Не слушаме, повелете. Добро вечер. Добро вечер, кажете што сакате. Гледач од Кумано. И сега? Ме слушате? Ба, ве слушам, ајде кажете. Прашање до градоначалникот од Кумано. Еден ловец од Кумано, сакам да го прашам градоначалникот. Дали е запознаен за ловечкото друштво Сокол од Кумано, овани што ни ги собра парите, концесијата ја изгубиле и парите останаа кај нив, а ние не можеме да ловиме. Да. Добро. Знам дека не е во негови ингеренции, меѓутоа дали е запознаен со таа ситуација? Ајде, што ме... Запознаен сум, бидејќи и самиот сум ловец и како заинтересирани, целото семејство сме ловци. Се случи постапка и истрага во самото ловечко друштво, кое што резултираше со одземање на концесијата. Мислам дека е бесправно одземена концесијата. Се уште нема официјален одговор. Им давам подршка на колегите ловци, бидејќи има старо ловечко друштво кое што датира од 1924 година, да се организираат и заедно да си го заштитиме заедничкиот имот кој што е имот на сите нас ловците и генерации ловци кои што се вложиле во тоа
ловечко друштво, а кое што низ годините нели поминале различни менаџерски тимови. Сметам дека во Министерството за земјоделие беше направена истрага која што не соодействува со реалноста, се уште нема акт, освен акт за одлука на влада за одземање на концесија, како за ловечко друштво на Куманово, така и за останати неколку други останати ловечки друштва. Со сигурност тврдам дека ловечкото друштво Куманово е едно од најдобро организираните ловечки друштва и моите ловџии ја имаат целосно мојата подршка во делот на оваа нивна борба за враќање на концесиите на ловечкото друштво. Се обидуваат одредени правни субјекти, тоа што го направија во некои други градови, да го направат и во Куманово, да формираат приватни ловечки друштва или здруженија на граѓани, на индивидуалци и на тој начин да дојдат до концесијата. Јас ќе бидам прв кој што ќе дадам поддршката на ловците да не се случи такво нешто. О, баш ми се бендишо, со пола влада сте у Кавга, со Царовска, не е точно дека сум со никој. Не сум со никој у Кавга, јас само сум должен согласно законот да ги штитам моите интереси. Да биде незадоволен од добро вечер за следниот. Морам да ги штитам интересите на моите граѓани на прво место, а потоа интересите. Јас имам респект кон тоа што го правите. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Да. Значи речете дека тоа е стално битола. Штом нешто не чини, мора да се јавуваме од битола. Еве вака, да ви кажеме на работа што со градоначалничката. Таа отко седна, да ви тука само се бави со јавниот сообраќај, ученици, ова, она, кој возел претходно, само да претходната власт, што да правила договори, само тие да се турнат, други да дојдат. То, видите вака, јас му заблагодарувам. Гледајќи го самиот премиер, целата таа СДС-овска клапа се заснива врз база на лаги и секое нешто и еве. И заев се колнеше дека нема да менува, ова, она, па се се случи. Исто со градоначалничката. Ниту ја познавам лично, ниту ја знам. Гласам за промени, мислев ќе биде нешто. Барем од претходнија може испусти цела касарна, напред згради, ова, она, напред два кружни тока, па нешто видовне. 2 години ништо во Битола не видовне. Ви реков, се бави само тоа, кој ќе вози учениците, кој ќе вози ова, ајде не го кажам она, сјаши мурто, неќам другото да го кажам. И вас, господине Чововски, ви замерам, почнавте една емисија да водите со нас што се јавуваме, викнавте неколку гости, изгледа ви го скратија крилото, да не викате поќе вака јавно, знајте вие за која емисија почнавте. Чекајте, јас прифаќам критики. Јас, чекајте да ме молам, ако сте ме следени минатиот пат, и сега ви повторувам и на сите гледачи, оставете го вашиот телефон. Јас ќе ве контактирам, не барам од вас, нити да ми кажете зашто сакате да зборувате, ќе ве поканам да дојдете. Тука поканив една група, сега наскоро се прави едно друго студио за чуму и од тој момент вие ќе бидете составен дел на овој така наречен граѓански форум, што ја можам да прифатам критика дека на прв поглед мислите дека шминкам со граѓаните. Не. Јас очекувам од сите вас. Имате наш мејл, имате телефони, оставете ги вашите контакти и нема да ги злоупотребам. Јас ќе ви се јавам и ќе бидете добронамерни и ќе бидете добронамерно примени во нашето студио. Дали сте задоволни? Сум задоволен, меѓутоа вие ја почнавте таа емисија, па изгледа, може би оваа власт не му одговараше да водите таква емисија. Ама чекате да ви кажам, која власт мене... Не ја прекинав. Не ја прекинав затоа што тоа беше еден обид. Во меѓувреме ви велам дека се подготвува сценографија за 7-8 души да дојдат. Јас немам интерес толкав многу голем како што вие сега го интересират. Еве, од минатата недела на мојот повик се јавија 4. Вие сте петиот. Секој што ќе се јави и ќе остави телефон за контакти, ви тврдам, можете да ги прашате тие што беа тука присутни, јас ќе ви се јавам. На крајот на криштата, благодарејќи на тој телефонски контакт, пред 2 дена овде беше
со граѓанинот од Куманово, Спасовски или Спасеновски, се извинувам, ја со овие презимиња не баратам најдобро, но тој дојде и си го кажа својот проблем. Ви благодарам во секој случај за вашите укажувања на моја адреса. Ја имам привилегијата да ви одговорам, иако бидете убедени дека ќе истравам на тој концепт. Нема власт што мене може да ме замолчи, ако сте сигурни во тоа. Се надевам да. И на моја адреса, на што беше упатено, ќе ми дадите простор да одговорам. Видете, 35 милиони денари се вложени во инфраструктурното уредување во новата населба. 100.000 евра се вложени за прв пат во канализација во населбата Лавци и селото Лавци. 31 милион денари се вложени во улицата 8 септември. За прв пат општина Битола, после долги години, има полигон. И тоа го остваривме, реализиравме во една година. Кога спомнувам една година, сакам да споменам, да го посочам и ова, дека граѓанинот, не знам, најверојатно мислеше на парламентарните избори, затоа што кажа 2 години во неговото излагање. Често пати беше споменуван и офицерскиот дом и од еден друг гледач, дали ние треба да се фалиме со таа зграда и дали тоа ни е приоритетот во општина Битола. Офицерскиот дом беше еден од клучните 3 проекти во општина Битола, топ 3 проекти кои што стоја во изборната програма. Јас граѓаните не ги лажев дека тоа стои како проект и го реализирав. И на тој проект, меѓу другите, го добив и на конто на гласови кој што го добив. Не велам дека не може да се направи повеќе или дека можеби не можело да се направи повеќе. Меѓутоа дека не е направено ништо, не се согласувам. Еве, јас обстојувам на тоа дека сите ние треба да имаме една поголема нотка на самокритичност и на критичност, вклучувајќи ги и вашите забелешки на моја адреса, но се надевам дека ќе истравам на овој концепт што инако го промовирам овде на еден телевизија. Ако сте на линија, можеме да контактираме. Не. Добро вечер за следниот гледач. Да, повелете. Ало, дали сум во програма? Да, во програма сте, повелете. Добро вечер, ова гледачка од Битола. Ве поздравувам вас и вашите гости. И би сакала да поставам прашање до градоначалничката Наташа Петровска. Ме интересира како се случи училиштата во летото да се исклучат од струја. Би сакала да знам како се реши проблемот и дали воопшто е решен. Благодарам многу. Има прашање што се детаљни и не ги знам, а сакам да ја провоцирам, да ви кажам. Правама, слаб сум, повелете. Тоа беше еден од горливите проблеми, морам да признам, и беше последица на... Како сте ги исклучили училиштето од струја? Јас не можам да ги исклучам, значи може да ги исклучи некој што е дотура струјата, да кажам, до институциите, меѓу другото и до образовните институции. Кога дојдов на власт од месец април 2017 година, струјата не беше платена. Блокираните институции образовни, предпоставам заради тоа не може, не предпоставам, него таа била причината заради која не ги плаќале сметките за струја. Беше исклучена заради заостанати долгови претходно, меѓутоа не може да се цело време да зборувате за тоа што сте наследили и што сте затекнале како ситуација. Таа беше причината заради која јас цело време говорев дека од блокирањето на училиштата всушност треба да го овозможи меѓу другото и функционирањето основно кој што е потребно во 21-виот век. Како успеавме? Успеавме со можност на интервенирање као оние кои што ги има блокирано образовните институции, да ги замолиме за одреден краток период да ги одблокираат, како би можеле одредените средства кои што се пренесени кон училиштата да бидат насочени кон заостанатите сметки за струја. Сите тројца ја прашувам, како се снаоѓате, како имате намера да ги решите? Нема општина во која нема јавно претпријатие со долгови. Што правиме? Ги репрограмирате, ги рефинансирате, од овој дел од донациите од владата ќе ги исплатите? Што правиме? Јавните компании се важен фактор за кој морам да признам дека се согласувам со вас.
ако не ги бива, направите јавно и приватно партнерство. Така е. Но за жал не во сите случаи законот дозволува јавно-приватно партнерство. Законот за стопанисување со води не дозволува јавно-приватно партнерство, а токму водоводните предпријатија како резултат на невложување во инфраструктурата, во мрежата, например имаме мрежа од 56 и 60 година застарена со губитоци над 40-45% во системот, тие покажуваат во континуитет загуби. 45% загуба Да, во... 40% Па ние од струја е дозволена до 17-20%. Тоа е реалноста, зборувам за кај нас. И доколку сакаме да го надминеме проблемот, само ова јавно предпријатие има некаде обврски долгови приближно околу 10 милиони евра. Значи, системот со Проаква во Охрид, многу сличен. Државата таму се ангажираше. Проблемот со прочистителните станици, кои што се наметна, државата ги даде да ги гради општините, но доколку сакаме да бидат функционални, а општините немаат никаков бенефит од пречистителните станици на отпадни води, освен државата што исполнува одредени еколошки норми, ние не добиваме субвенции за ништо, граѓаните плаќаат одредена символична надокнада во Европа. Тоа чини 1 метар кубен прочистување на отпадна вода од 1 до 1,5 евро, кај нас тоа чини значи 14 денари, што е катастрофално поевтино. Не можете да го оптеретите граѓанинот, реално не може да плаќа. Тогаш државата нека дојде со субвенции, нека ги субвенционира. Таравари, како се соочувате вие со јавните предпријатија? 7,5 милиони евра долг, значи кои? Сите? Комуналното предпријатие, само комуналното предпријатие, комуналец се вика за игиена и водовод. Преживуваме. Значи таму не можеш долгови, можеби ќе платиш еден дел, ама тоа е 1/7, 1/6 од вкупниот долг, 250 вработени без пензиско и инвалидско и здравствено осигурување. Сега планираме да направиме нешто од игреота, 250 луѓе кои што земаат огромно катастрофално ниски плати и да немаат здравствено осигурување уназад 5, 6, 7 години е стварно греота. И сега правиме напори за барем да има здравствено осигурување кога ќе одат на доктор и лекови да земаат со рецепт. Битола? И што сте ношалати, значи дека немате големи долгови? Значи, Битола имате, како што ви кажав на почетокот, 8 образовни институции од осмолетките и 2 од средните училишта со блокирани сметки. И најголемиот, всушност, дел на неподмирени долгови се кон училиштата. 4,3 милиони евра борџија училиштата кога јас дојдов на власт. Поштовани гледачи, дали сте уште расположени за диалог? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Јас се јавувам од Гостивар. Сакав да прашам дали патовите на Гостивар ќе се чистаат само тие што се во центари, близините и другите патишта ќе се забораваат како секогаш на господинот Таравари за чисточата во Гостивар и дали патовите ќе се наместат зимско време како се наместува со поранешните влади, не знам нешто. Добро. Таравари? Добро, значи општина Гостивар за жал не беше готова пред една година сам да ги исчисти патиштата, сигурно мисли за снегот. И нормално ангажиравме фирма. Ја би сакал за 1 или 2 години, барем до крај на мандат, да оставам самата општина да може да не биде зависна од оператори. Меѓутоа, бидејќи се работи за 27 села, за огромна територија, не можеме и ангажираме плюс оператори кои што ни помагаат во чистењето на снег. Сакам да признам дека невозможно е да се исчистат сите мали улички, бидејќи знаете, коли се паркираат, тешко е, тесни се одредени патишта, по одредени села кај што треба Македонија пат да ги исчисти. А да ја прашам нешто, дали гостиварчани си ги чистат тротоарите, например? Или бифеџиите, просторот во кој... Јас искрено да кажам, повеќето чистат, меѓутоа има и такви кои што не чистат. Пуштивме инспекција оваа година, излегов и ја, земав лопата прв пат у живот, излегов да исчистам со нив, за да ја покренеме јавната свест на луѓето дека сите треба заедно да исчистиме онолку колку што можеме кога врне повеќе снег. Добро, поштовани гледачи, ги следевте Максим Димитриевски, Наташа Петровска, Арбан Таравари, градоначалници на Куманово, Битола и Гостивар. Тука некаде би требало да завршиме со
контактот. Ја прифаќам критиката на гледачот дека што повеќе гледачите треба да бидат присутни во студиото и тоа ќе го реализирам, бидете сигурни. На крај за тројцата. Сите сме загадени. Отруени сме на одреден начин од политика, ама сега зборувам за една загаденост на околината. Само да збориме искрено за ова, да, не да збориме искрено. Оти сега е оваа импровизација политички што се прави, оваа е само политички маркетинг. Да. Ако збориме за искрено, пред 5 години не се мереше загаденост на воздух, нели? Така е. Немаше апарати. Да. Може би било многу позагадено од колку сега. Не сакам сега да ве прашувам со загадености катам. Што како општини, од сите модели кои сега веќе постојуваат, зелена енергија, стимулација на економични градби, нели, стиропори, миропори и така натаму. Имате простор, имате можности за задолжување, за стимулација, што би можело да биде еден обрт, зашто тој што ќе гради, ќе донесе и придонеси за општината. Од вас. На општините итно им се потребни зелени фондови. Значи, средства во дел. Главното загадување во Куманово, ние варираме со загадувањето, се зависно од ветерот и движењата. Се покажа најдобриот филтер дека е снегот и дождот. Минатата година направиме истражување со професори од неколку факултети за системот на аеросолизација за спрашување. Со обичен трактор се движите низ улиците, прскате вода на висина од 8 метра со атомизер, тој ги собира PM10 частиците и ги миете улиците и веднаш на местата кај што поминувате се покажува ефект каде што паѓа загаденоста и до 70%. Но тоа е само акутна борба. Во момент, инаку на долгорочен план, гасификацијата е нешто што треба да го реши проблемот со загадувањето, бидејќи истото доаѓа поради непрописно согорување или согорување на големи количини на јаглен, на дрвја, кои што не се природно суви и така натаму, и доаѓа до зголемување на количината на PM10 честици и дополнително, значи, заштита на оние диви депонии од согорување, изнесување на дивите депонии од градските подрачја, чистење редовно, одржување и секако придржување на граѓаните кон онаа што значи употреба на средства за грејење. Во нашата држава, за жал, се поголем број социјалните слоеви ги користат недозволените материјали за затоплување. Тоа таквото загадување го имало и во минатото, но за жал гледаме дека климатските промени си го направија своето. Ние имавме неколку дена снег овде во државата своевремено кога бевме деца, секојдневно изобилство на снег. Доаѓаше до природна филтрација на воздухот. Денеска тоа го нема. Но ние како општини за да се справиме со овој проблем првенствено треба да добиеме допирни точки со зелените фондови за долгорочни инвестиции. Значи, оваа бара системско решение. Државата треба да седне, да направи стратегија како држава треба да се справиме со овој проблем. Ајде оставиме државата. Вие имате заедница на општини. Што вие како заедница на општини ќе испоставите? Јас ви кажам како општина до ноември, до околу 15 ноември во Гостивар, нели, според светски стандарди 35 дена се дозволени PM10 частичките да бидат над 50 микрограми. До 15 ноември во Гостивар беа само 12 дена. Имавме уште 23 дена. И преку зима ги потрошивме тие денови кај што се загадува. Значи, кој е загадувач во Гостивар, конкретно ќе зборам? Зимата. Што е затоплувањето? Инаку сите исти фабрики, сите исти работилници работат преку цела година. Значи, претежно загадувањето, ја мислам и во другите градови, исклучувам Скопје овде, Скопје е посебен проблем, кој што треба да се третира посебно, бидејќи има и други загадувачи кои што ние ги знаеме, ги знаат и сите, но не го кажуваме јавно. Како општини треба гасификацијата. Ако гасификацијата се постави во повеќето општини, гарантирам дека ние ќе бидеме под тие 35 дена загадување на 50. Без да се повторуваме, бидејќи со сето ова се согласувам, јас би сакала само да апелирам да ние додека дојдеме до примена практично на гасификацијата, барем направиме навремен дотур на дрва
кон граѓаните како држава, затоа што знаеме сите дека огревното дрво помалку загадува доколку е добро исушено. Еве и нешто како предлог за кој што треба да размислиме. Сите бараат да ги исклучиме дрвата, вие сакате да оставите дрва. Значи, зашо не палети, јас барам да дојдеме до гасификација и сакам да дојдеме до гасификација, меѓутоа дотогаш мора да правиме нешто што ќе значи во прилог на заштита на животната средина. Што се однесува до пелети, значи општина Битола имаше субвенционирање оваа година на 2 милиони денари кон набавка на печки на пелети за граѓаните и 1 милион денари за набавка на велосипеди. Ние субвенционираме 150 евра по приклучок на газ за секое домаќинство во општината. Цената на приклучокот на гасот чини вкупно 750 евра, а 150 евра субвенционира општината, останатиот дел е обврска на граѓанинот, тоест на потрошувачот. Добро. Без да одите на локални избори, ви ги донесов градоначалниците на очи и на глас на јавноста, Куманово, Гостивар и Битола. Веројатно во текот на овие 30 дена уште ќе ги гледате уште еден циклус на 10 општини. Мислам дека е тоа нивото на нормална комуникација на граѓаните со своите челници во креирањето на политики. Стартува уште една буџетска година во која треба да знаете, мора да сугерирате и мораме да им правиме притисоци да бидат во функција на граѓаните и на сите наши жители. Благодарам уште еднаш на учеството во овој граѓански форум. Им се заблагодарувам на Димитриевски, Таравари и Петровска. Им посакувам побрзо да се вратат и успешно, односно безбедно да се вратите. Следува минутите за вести, не ги гледам моите колеги, ама во секој случај брзо ќе стигнат. Обегуваме, гледајте малку реклами и следете Еден телевизија. Утре е Јадранка Костова, ќе бидете исто така изненадени со неколку добро осмислени теми и соговорници и ве поздравувам овој четврток, оваа вечер.